Во текот на вчерашниот ден, на пресконференција на Министерката на труд и социјална политика беше изнесено дека директорката на Центарот за социјални работи во Неготино, Роза Јаневска, заедно со директорката на комуналното јавно предпријатие Комуналец Неготино, Наташа Лазова, биле затекнати како извршуваат партиски активности во село Криволак. Нивниот чин на учество во кампања за политичката партија ВМРО ДПМН е во спротивност со изборниот законник во Република Македонија. За тој настан е поднесена пријава. Апелираме Министерството за внатрешни работи да ги превземе сите потребни мерки за расветлување на случајот. Поводот за денешната пресконференција е следен. Почитувани сограѓани, ве охрабруваме да издржите на притисокот кој непотребно се прави врз вас. Оставете ги директорките поставени од ДПМН. Директорките се свесни дека ја губат власта и затоа се нервозни и панично реагираат. Останаа уште само 3 дена. Останаа уште 3 дена од нивното директорување и од целосното ослободување на македонскиот народ од стегите кои функционерите на ДПМН ги ставаат. Бидејќи немаат што да понудат пред вас, дрско се впуштаат во лаги. Кажуваат невистини во стил дека доколку не сте гласале за ВМРО ДПМН, ќе ви ја укинат социјалната помош, ќе ви ги укинат средствата за нега на трето лице. Тоа е тотална невистина. Прво, тие нема да можат да укинат било што, бидејќи нема да бидат на власт. Второ, позади параванот сте сами, никој не знае за кого сте гласале. Трето, кој и да дојде да власт, ништо не може да ви направи. Правата кои ги остварувате се ваши права, законски права, права кои ви следуваат. Драги сограѓани, промените во Македонија доаѓаат за само 3 дена. Во недела на 11 декември излезете и гласајте по своје убедување. Бројот 4 на гласачкото ливче е шанса за ослободување од луѓето кои секојдневно вршат притисок врз вас. Таквите ќе ги пратиме во историјата.